Spider-Man добива нов костим. Филмот Супермен со огромна заработка, а новиот Naked Gun ги освои срцата на сите. Добре дојавте во Гиковски неделник со Марио, на дебели гикови, овозможено од Златен Даб. Ајде да почнеме со најакото, а тоа е дека Spider-Man конечно добива нов костим. Кој што ќе го видиме во филмот Spider-Man Brand New Day. Новиот костим малку го видовме во филмот No Way Home, ама сепак беше на крајот, беше CGI и не беше ништо специјално покажано, но некој се инспирирал да направи нов костим. А таа инспирација доаѓа од костимите на Тоби Магуајр и Ендру Гарфилд, кој што овој новиот костим на Том Холанд е инспирација од двата заедно. Филмот треба да го видиме од 2026 година и дознавме дека карактери како Hulk, Punisher, Скорпион ќе бидат дел од овој филм, што звучи многу интересно. А ја морам да признам дека ич не сум фан на Том Холанд како Spider-Man. Да, знам, но ова ново што го видов има шанси Том Холанд да ми се допадне како Spider-Man. Филмот Супермен или ја како што го викам вториот најдобар суперхеројски филм за годинава, првиот нормално дека е Fantastic Four, оствари заработка од 550 милиони долари. Или во превод тоа е дупло од кога што филмот имаше буџет за правење. Е така се враќа DC во акција. Пристигна новиот Naked Gun филм и искрено многу ги погоди и гледачите, но и критичарите. Тоа е пошто после долго време добиваме добра комедија. Да не се лажеме, многу е тешко да го замениш или да влезеш во кондурите на Лесли Нилсен, но сепак Лиам Нисон добар е. Добар е. Од мене огромна препорека да видите го гледате ако сакате добра комедија после долго време. А тоа што дефинитивно нема да ви препорачам да го гледате Happy Gilmore 2. Немојте, значи ве молам да не го гледате тој филм. Има премногу појавување од познати личности, ама филмот е тиња. Не се гледа тоа. Еден од најдобрите млади комичари, Мет Райфс, официјално го купи музеот и куќата на Ети Лорен Ворен. Зошто? Ако не ги знаете, се работи за парот кои што се познати по франшизата на Conjuring филмовите, како што се Анабел, The Nun и сите останати. Пак ќе прашам зошто ја купуваш таа куќа? И зошто би сакало наредниве 5 години да си власникот на куќата и музеот, баре што се случуваат сите тие работи? Види, добра инвестиција, пошто сакаат куќата да ја стават на Airbnb и да издаваат нокевања. Ја не би сакал да престојувам таму. Но, замислете колку ќе има добри стендапи на оваа тема. А Мет Райф е еден од најдобрите, убедливо. Може би не ги почитувате неговите ставови, ама дечкото гази. На брзина неколку работи што пристигнуваат месецов. Wednesday сезона 2, Alien Earth, Peacemaker сезона 2, Chief of War и Eyes of Wakanda, кој што више достапен за гледање. Доволно се шегувавме и забавувавме, сега сакам да кажам нешто искрено. Денеска е 2 август, иако више ова го гледате на 3 август, но сепак денеска е најголемиот ден на Македонија, Илинден, и најубаво може да се прослави со едно ладно дапче. Така да, на здравје, дечки.